Почитувани присутни, почитуван народен правобранител, разгледувајќи го овој извештај, морам да констатирам дека всушност не постојат човекови права кои што не се прекршени во Република Македонија. Според огромниот број на представки и според тоа како од година на година се зголемуваат бројот на представките до народниот правобранител, јас би можела да констатирам дека во вас граѓаните всушност доста често гледаат последна сламка за спас. Очигледно, како се зголемува недовербата во оваа влада, се зголемува довербата во народниот правобранител. И сето ова би било во ред кога всушност владата на крајот од секој еден ваков извештај ќе усвои заклучоци, ќе донесе извештај на собранието за тоа кои од мерките кои што и препораките кои што вие ги имате дадено во извештајот се навремено спроведени. За жал, ние разгледуваме извештај од 2021 година. Извештајот е навремено пристигнат од ваша страна, навремено разгледан од страна на Комисијата за политички систем, а после една година, дури една година подоцна, го разгледуваме на оваа пленарна сала, на оваа пленарна седница. Зошто е ова битно? Затоа што почнувајќи од денес или од моментот кога ќе биде изгласан извештајот, кој што е предлог на Комисијата за политички систем, почнува да тече рокот за имплементација на мерките кои што ќе бидат зададени од страна на собранието како задолжение или еве конкретни работи кои што треба да ги направи наредниот период владата. За жал, бидејќи сево ова е многу доцна, иако мислам, односно сум уверена во тоа дека воопшто нема да има некаков напредок или нема да бидат реализирани препораките, би било коректно од моја страна да дадам неколку мои забелешки. Најпрвин забелешки имам на самиот извештај. Зошто зборувам на самиот извештај? Затоа што, иако овде пишува дека едногласно ние од комисијата, бидејќи сум член на Комисијата за политички систем, едногласно сме усвоиле одредени мерки, сметам дека во истите има одредена селективност. Доколку не е така, еве тука се присутни одредени членови, други членови на Комисијата за политички систем и нека ме демантираат. Во секоја една област од страна на народниот правобранител, во овој огромен извештај, има дадено по најмалку 5 или 6 препораки. Значи, најпрвин, народниот правобранител за секоја една област дава констатации на утврдена моментална состојба и согласно тие констатации или утврдени состојби на лице место дава одредени препораки. Тие препораки ние како комисија треба да ги претвориме во мерки или предлог мерки. Жалам што собранието, тоест Комисијата за политички систем, утврдила селективност во формирањето на предложените мерки и наместо по 5-6 мерки или да ги преточи сите буквално препораки од страна на народниот правобранител во конкретни мерки или задолженија за владата, таа ја штедела владата и направила по 2 до 3 најмногу мерки по одредена област. Еве, за да бидам сватена дека зборувам со факти и аргументи, ќе образложам. Во делот на областа на правосудството, каде што, замислете, 1/3 од представките вкупно кои што се поставени до народниот правобранител се токму во оваа област, со право всушност граѓаните алармираат дека немаат доверба во обвинителството и во судството, токму се констатира и во овој извештај од страна на народниот правобранител. Замислете, обвинителството и судството не одговарале на повиците, на писмата, на поплаките, на писмата испратени од страна на народниот правобранител. Пак ако една од препораките, кои што всушност ги дава народниот правобранител, ќе ја прочитам, е следнава. Основното јавно обвинителство
Скопје да постапува навремено, да доставува суштествени и образложени одговори на барањата на народниот правобранител. Исто така, ова основно јавно обвинителство, како и јавното обвинителство на Република Македонија, да постапуваат поажурно и навремено да донесуваат одлуки, за да не дојде до застарување на гонење на сторителите на кривичните дела. Покрај ова има уште две други препораки кои што не се опфатени, меѓутоа еве ќе се задржам на оваа. Замислете ако народното обвинителство и судовите на Република Македонија не сакат да одговораат на представките од страна на народниот правобранител. Каде се тука граѓаните? Дали воопшто одговараат на било каква представка или било какво барање до граѓаните? Не, Комисијата за политички систем ова не го претворила во мерка. Она селективно комисијата, или еве председателката на комисијата, бидејќи јас лично ги немам видено овие мерки и заклучоци од страна на комисијата, ова конкретно го нема претворено во мерка. Затоа сега еве и вас, господине народен правобранител, ќе ве повикам. Во иднина, или еве пред нас ќе биде уште еден извештај на народниот правобранител, да заеднички да се држиме на тоа дека секоја една препорака од ваша страна во секоја една област кој што е опфатен во извештајот на народниот правобранител мора да биде претворена во конкретна мерка за која што собранието ќе даде конкретно задолжение до владата. Ова треба да ни биде заеднички став во смисла на тоа дека во иднина владата ќе треба да даде образложение во сите овие препораки кои што ние заеднички со народниот правобранител ги имаме утврдено. Понатаму, јас би се задржала во мојата кратка дебата, бидејќи прекратко е времето за сето ова што имаме да го кажеме, е на малкуте финансиски средства. Навистина жалам што влада која што троши 18 милиони евра на хирови поради моментална потреба за промена на министар на правда, нема пари да го зголеми буџетот на народниот правобранител. Ако го гледаме обемот на работа, ако гледаме колку граѓани последната сламка за спас ја гледаат во народниот правобранител, навистина жалам што морате да функционирате со преполовена работна сила, што морате да функционирате со кадар кој што е на пола од тоа што ви е потребно и во изминатите буџети, вашиот буџет или буџетот на народниот правобранител морал да биде намален. Едноставно, овде не гледам ништо друго, освен желба да се прикријат моменталните аспирации на владење на власта преку прекршување на основните човекови права. Понатаму, она кое што исто така сметам дека треба да биде забележено е во делот на јавното обвинителство. Бидејќи доста често зборувам овде на оваа тема, на темата на судството и на правосудниот систем на судството и на обвинителството, ќе речем дека навистина е недозволено обвинителството да молчи на било какви ваши прашања и било какви ваши представки. Истото се случува со многу наши пријави, истото се случува со секоја една пријава за сторен криминал и корупција која што ја поднесуваат многу граѓани на Република Македонија и затоа сметам дека не треба да се чудиме дека корупцијата во Република Македонија е на така високо ниво. Истата забелешка како вас ја има и Државната комисија за спречување со корупција. Па толку ли не гледа ова владеачко мнозинство или еве пратениците од владеачкото мнозинство дека потребни се итни промени, а оној кој што во момент е на чело на јавното обвинителство се уште се истрајни во нивната желба да биде уставен судија. За мене е сето ова неоправдано. Од извештајот на народниот правобранител гледаме една непочит спрема ваква институција. Од извештајот на Државната комисија за спречување со корупција гледаме една непочит од страна на јавното обвинителство и спрема оваа институција и затоа и од наша страна не
заслужува почит. Ви благодарам. Реплика Панчо Минов.